Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Куманово, на Липково, на Кратово, на Крива Паланка, Ранковце, на целиот овој регион, заради тоа што оваа болница на вистина покрива повеќе од 200.000 жители. По повод големиот национален празник Илинден, во очи на празникот, како што може здравството и оваа убава инвестиција овде од самиот темел почната да не собере сите заедно, ништо друго не може да не собере. Драго ми е што општата болница не собра сите од сите различни етнички заедници, од сите политички партии, заради тоа што е нешто добро. Ова е направено од парите на граѓаните. Ќе остане трајно добро на Кумановци, но и на целиот регион во во североисточна Македонија, која што од областа на здравството сите знаеме колку е значајна заради секојдневието на животот на граѓаните, заради секојдневните потреби и заради тоа што навистина едно од трите најголеми стратешки определби на владата се здравството, образованието и социјалните дејности. Сето тоа уште еднаш ја става на повидок важноста на ургентниот центар кој што навистина од темел е изграден. Делумно е веќе опремен, делумно е со опремата која што во постапка на набавка да се доопреми. Самиот ургентен центар во општа болница Куманово, да напоменам дека трошиме оваа година 1,3 милиарди денари за оваа општа болница, но и за во реконструкцијата на општата болница во Кичево, продолжува изградбата на општата болница или клиничкиот центар во Штип. Крајот на годината очекуваме да ја пуштиме Струмица во употреба, а и до крајот на годината очекуваме да завршиме постапката или почетокот на идната година за отпочнување на големиот клинички центар. Сето тоа се сериозни инвестиции во здравството, со поддршката која што кадровска ја даваме, кажа министерот и директорката за кадровската екипираност. Верувам дека заокружуваме еден амбиент многу значаен за граѓаните, а тоа дека обезбедуваме се повеќе и повеќе квалитетно здравство. Пораката е пред се до здравствените работници, голем дел од нив се денеска овде. Тоа се лекарите, медицинските сестри, болничарите, сите здравствени работници. Останете дома. Останете во нашата земја. Ние ќе се потрудиме да ги растеме платите, да ги подобруваме условите на вашето работење, заради тоа што прво никаде не е како дома и второ дефинитивно им требате на граѓаните, заради тоа што Македонија со своите средства ве едуцирала, ве образовала и еве продолжуваме со средства на граѓаните да ги растеме и платите и приходите кои што треба да бидат доволно мотивација за сите. Ургентниот центар навистина како што го видовме представува одлична спојка на целото амбулантско работење овде, поврзаноста со хируршките клиники, кои што се во самата општа болница Куманово и верувам дека представува едно совршенство во унапредувањето на здравствената заштита на граѓаните. Остануваме посветени и драго ми е што навистина овде со здравје и со среќа ќе го користат многу вработени во општата болница, но и ќе носат многу и здравје и среќа на граѓаните од целиот овој наш североисточен дел на државата, кој што, како што рековме, покрива 200.000 жители од Република Северна Македонија. Нека е со среќа користењето и нека носи многу здравје на граѓаните.